Добро вечер, почитувани гледачи. Гостин во денешното само интервју е Зијадин Села, лидер на Алијансата за албанците, дел од Европскиот фронт, кој на овие избори ќе настапи како национална алијанса за интеграција. Благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам за поканата. Ми беше тешко малку да го запамтам ова национална алијанса за интеграција, малку како хибрите, малку од алијанса, малку од ДУИ, ама добро, па модерно е сега ова со хибриди, хибридни возила, хибридни напади. Такви се коалициите кога се прават, треба да се најде некое име што ги представува сите политички партии кои се внатре. Добро, Европски фронт беше, да. И плюс да дава порака. Добро. Вашата партија помина навистина турбулентен период со многу поделби. Прво Таравари се подели, па потоа и неговото крило се подели на две. Каква е состојбата сега? Дали се консолидиравте, дали ги залечивте раните? Има ли критична маса за структурите да функционираат нормално? Знаете што, тоа што се случи минатата година, за жал, или се случи бидејќи јас оставив простор со мојата кога дадов кога се извлеков од председателската функција во Алијансата за албанците и дадов простор за да раководат со партијата луѓе кои не се конзистентни, кои не гледат подалеку од еден месец или 6 месеци или една година, луѓе кои немаат визија, нели? И за жал дека е ваша грешка тоа сега? Сега, во моментот кога јас го дозволив тоа, сметам дека е моја грешка, не требаше да го дозволам тоа. Јас на крајот на краиштата делував како што ја размислувам демократијата. Тега кога ќе се соочиш со слаб резултат, треба да даваш оставка. Иако тие беа локални избори само за советници во општина Тетово, и оставив простор, бидејќи знаеш што уште тогаш имав информации дека тоа намерно се направи од внатре од господинот Таравари и други и од политичките противници кај албанскиот блок. Јас сакајќи да прекинам обид за расцепување на Алијансата за албанците, оставив простор, дадов оставка за да партијата биде соединета. Ама за жал ниту со ова постапка не успеав тоа да го направам. И како што се движија работите после тоа беше грешка, бидејќи да знаев дека ова ќе се случи, Алијансата за албанците немаше да има друг председател, ниту немаше да давам оставка и ќе беше соединета и немаше да се случуваат овие работи. Тоа што е, дали сега чувствувате сатисфакција што се врати Таравари во фронтот? Вие прашувате за тоа колку алијанци постојат. Знаете што од крилото на Таравари немојте да се чудите да се појават уште некои 5-6 алијанци за албанците. Ама Алијансата за албанците е не единствена. А тоа е партијата која се раководи од моја страна. Имате печатите тоа, заврши тоа се? Уште сме во судови, за жал. Прв пат се случува, по трет пат да се врати од апелација во Тетово. Ние 2 пати го имаме добиено и сега по трет пат треба да се одлучува. Ама е несигурно во кај Алијансата за идеалистите и тие што се основачи на партијата и тие кои веруваат во платформа и програма се заедно со мене, секогаш се бидени и продолжува да бидат заедно со мене и после изборите веќе очекувам дека исходот ќе биде пак за печатите, ќе го добиеме. Дали сега разговарате со Таравари како се врати тој во Европскиот фронт, еве да го речам ми е поедноставно, дали има шанси да се обедините повторно во истата партија? Дали воопшто разговарате со него? Ти знаете, малку остана и не до крај јасно зошто тој ја напушти владата по само една година. Има разни шпекулации зошто тоа го направи. За тие работи тој треба да дава одговори. Не сум јас тој што можем да ги знам одговорите. Сте подготвени да му простите, да речем условно, да се помирите со него? Кога се дава прошка? Кога се бара, така ли? Значи, ако побара би му дале? Па сега, треба се бара прошка, па после да се дава, да се прости. Јас уште
месеци има кога ова јавно ги имам кажано дека треба да се дава, би простувал ако се бара нешто такво. Знаете, морам да ве прашам, кога ве гледав вака заедно со Ахмети седнати, вие, Тачи и Таравари, своевремено сите бевте истакнати членови на ДП, своевремено многу моćна партија која беше антипод на Дуи, и морам да ве прашам што мислите, како би се чувствувал Арбен Џафери сега, што би мислел тој за тоа? Сега не сакам јас да фигурата на Арбен Џафери Да, ја знаете неговата филозофија од прилика. Да, ама неговата филозофија никако не се однесува, не треба од таков голем човек, лидер и политичар да се сведува во ниво на некој што бил целиот тој негов политички ангажман бил насочен против некого, бидејќи тоа не е вистината. Господинот Џафери имал комуникација цело време и со господинот Амети. Нели? Како лидери на политички партии, Да, но идеолошки беа на сосема различна страна. Од друга страна, идеолошки да. Значи тој важеше за десничар, овие важат за левичар. Па кој вели дека идеолошки ние сме веќе на иста страна со Дуи, со господинот Амети. Имаме коалиција, и ова коалиција, бидејќи ме прашавте, завршија изборите, зошто после не се поделивте, јас зборев само за еден сегмент. Знаете што? Еден лидер на политичка партија треба да има одговорност. Ние од моментот од кога завршија изборите се соочувавме со едно длабоко кршење на елементарното човеково право, а тоа е газење на легитимитетот, на правото на албанците за да гласат во избори. Албанците гласа во последните избори и Европскиот фронт победи. Добро, тоа е, сега знаете дека има различни мислења за тоа. Од страна на Влен велат дека во вашата коалиција имало и турци, имало и роми, имало и други дека може тие да се гледат, сите тие размислувања имат за цел за да продолжи таа дискриминација кон правото на албанците за да гласат. Бидејќи на крајот на краиштата на тоа се сведува. Кога некој не ти го почитува легитимитетот, знаеш како звучи тоа. Тебе како граѓанин да ти седне некој од лидерите на Влен, наочи и да ти вели ништо не вредиш, не е важно каде ти ќе гласаш, бидејќи мене ми е важен Мицковски. И немојте да заборавате дека недела дена пред изборите излезе јавно Мицковски и рече дека јас ќе правам мнозинство со Влен. Така ли беше? Тоа му беше јавно ветување дека нема да коалицира со Дуи. Тоа беше едно од главните ветувања во кампањата. Знаете што, сега мора и тој да си го држи зборот. Реалноста е тој треба да пази каков збор дава. Бидејќи не е важен неговиот збор, него е важен многу суверенитетот, сувереното право на граѓанинот за да гласа и да. Господине Села, знаете, тој ја смета таа партија како символ за корупција, недопирливост, криминал. Не сакам да се поставам во позиција да бранам друга политичка партија. Да, и вие сте говореле за нив многу, да. Така, бидејќи не сум јас тој што треба некого да заштитам, сите што се сгрешиле пред законот, треба да одговарат. Да, но принципилно, ако е против, не знам зошто тоа го сметате дека е против албанците. А од друга страна, ниту сум јас тој што треба да земам одговорност за било која политичка партија која над 20 години владеела, ама секој збор господинот Мицковски кога го кажува за Дуи, треба да знае, да се сврти, не знам, лево или десно, и да гледа со кого е во коалиција. Да, но Али Ахмети е таму Изет Меджити. Па добро, Изет Меджити е вториот по ред кој бил главен. Што се обидуваше човек од реформи да направи во Дуи, не успеа, нели имаше огнена група? Не е вистина тоа. Не се обидеше да прави реформи, него се обидуваше да го земе местото на Артан Груби. Наместо Артан Груби да биде министер. Мислите битка за моќ беше? Тоа беше, ништо повеќе. Добро, не сметате ли дека позицијата и на Европскиот фронт и на Дуи како дел од него
како носечка партија ќе беше подобра доколку навистина се направија некакви реформи во таа партија, односно да речеме да се дали е можеби време Ахмети да се пензионира. Ја не знам во демократските земји четврт век дали има некој друг лидер. Не, ниту мое тоа, ниту твое да го кажеш. Како што немам право јас да велам ево Кристијан Мицковски треба да се смени бидејќи веќе со статут му завршува вториот мандат, така ли е? И тие со статут само 2 мандати имат право во ВМРО за да биде председател. Но тоа не е мое право. Тоа е право на членството на ВМРО да одлучи. Било за Ахмети, било за, не знам, Филипче и другите политички партии. Тој ни е најглавниот проблем. И во моментот. Премиерот на државата сака да се вмеша во внатрешните збиднувања на политичките партии. Премиерот на државата сака да ги крои со овие избори како ќе изгледат албанските политички партии после локалните избори. И затоа овие избори добиват Како мислите да ги крои тој кога ќе гласат албанците, да? Да, ама колку тежат политичките партии? Колку што земат гласот, така ли е? Добро. За кого ќе гласа Мицковски во тие општини каде нема истакнато кандидат? Па ги подржуваат влен, да, тоа не го кријат, да. И сега, дали тие политички партии ќе тежат толку колку што имат гласови? Ама секогаш имало коалиција кај нас? Тоа секогаш било така? Не. Се сеќавате вие во Струга кога бевте вие? Не. Мерко победи со СДСМ тогаш 2017 година. Сам да речем секогаш каде што немаат шанси се прават коалиции. Во право си во една работа дека јас сум вистината за непринципиелните коалиции кои се направени во минатото. Постојано се прави тоа. Јас сум вистината за многу нешта што се случуваат во државата. Бидејќи во тој период јас затоа сте вечно опозиција, некако. Победив со многу голема разлика. Па после се споја сите политички фактори и сега јас требаше да победам над сите. Па не сум некој суперхерој за да го направам тоа. Добро бе, сега ќе заврши ерата на Меркель. Сега, друга работа е како било што било, но ова што го тврдам јас вистина, така ли е? Добро, не ако гласаат, се не знаме дали ќе гласаат. Затоа велам јас, не е мое да решавам кого ќе имат председател во ВМРО-ДПМН. Сега, ВМРО-ДПМН ја искористува можноста дека во македонскиот политички блок на некаков начин, мене ми е жалова да го кажам, нема конкуренција и сега се занимава со како ќе изгледа политичката сцена кај албанците. Добро, не мислите дека му е принципиелна позицијата? Вам не ви пречи тие сомнежи што ги има за криминал, корупција? Не е принципиелна во поглед на тоа дека на долгорочен план ништо нема да помогаш со тоа. Во долгорочен план ќе имаш се повеќе албански граѓани кои не се задоволни од нивните политички партии. А затоа некој што се вика себе си лидер на партија треба да размислува многу подалеку од што ќе биде овие 4 години. А за делот на корупција и на такви работи постојат органи на прогон кои треба да решават, кои треба, не знам, да отворат постапки. До сега, само едно имам слушано јас. Корупција и се отвара постапка за господинот Груби, без да сакам да бидам ставен во позиција да го бранам, бидејќи ништо не ме поврзува со него. Не знам што тој во неговата кариера има направено, немам некој доказ, но да покренеш постапка за нешто што е колективно одлучување, мислам дека не држи тезата. За колективни одлучувања и колективна одговорност нема, нели? Добро, не беше подобро да остане тука да се брани, да? Или знаеш што? Ама затоа реков јас, не сакам да навлегувам. Човек што е праведен не бега, не знам. Не сакам да навлегувам што тој има направено. Ниту после од кога се крена постапка. Но после изгледа тој сакаше да избега од овој филм што ВМРО-ДПМН и Мицковски сакаше да го направи и да им покаже на граѓаните дека ево ние хапсиме, правиме и тоа.
Ево, господинот Бектеши. А зарем вистина мислите дека господинот Бектеши е одговорен за големата трагедија што се случи во Кочани? Таму се опфатени сите министри, не е само тој. Знаете што, можда пола од граѓаните на Македонија биле некогаш во функција и знаат дека министер никогаш не гледа кој се потпишал и која комисија отишол таму и да гледа дали исполнува услови или не исполнува услови. До обвинителството како го гледа случајот, ќе видиме како ќе помине на суд, ама не е само Бектеши. Сакам да речам, не може да се каже дека е против тоа, против Бектеши или против. Која е другата постапка? Јас немам слушано. Корупција и се сведува на 2-3 случаи кои не се гледа дека тука има некоја корупција. Добро, знаете, корупција и да именувате обвинител, и да изберете суди. Се отвори постапка за еден градоначалник на ДУИ, каде што се обвинува дека тој изнајмувал авокат за да ја представи општината, а имал правници во администрацијата кои можеле да застапуваат општина. Па не е така. Добро, имаше за Мерко, чекај. Имаше за лотарија, за Соравија се спомнуваше. Има за директорот на Водовод Скопје 500.000 евра. Има трошено на авокати. Тоа е корупција и организиран криминал. Добро, ама нешто си трошат за 10. Да ги релативизирате, знаете. Не релативизирам, него сакам правото да се каже како што е. Нема да имавме ние добро судство и обвинителство, немаше да сме до дереđe, да. До судство, знаеш што зборувам, не знам дали си правни професија, не политички науки имам завршено, да. Па има полно правници. Ама сите тие знаат за да бидеш авокат треба да полагаш испитот што треба за правосудниот испит, така ли е? И сега, која е логиката? Имаш правник кој има завршено факултет во некоја институција, па можеш и судија да бидеш тогаш, така? Па можеш и обвинител да бидеш тогаш. Која е ова логика? Добро, има такви случаи ќе падне тоа на суд. Да, тоа не говорам за тоа. Знаеш како ми изгледа мене премиерот во цела ова приказна? Како процесот на Кавка. Таа улога ја игра премиерот. Те обвинува и после ти да се размислуваш, чекај бе што е направено. Нели? Сигурно сте го читали процес. Како не, да. Тоа е, ништо повеќе. Тоа е. Сега, дали сум ја за правна држава? Да. Дали сум за оние кои што се сгрешиле пред законот да завршат в затвор? Да. Ама дали ова тоа? Ако влеземе подлабоко, ќе ги гледате дека ова власт соработува со подземје, надземје, со сите криминални групи. Ова не е начин на кој се гради правна држава. Секогаш јас и на времето... Не знам сега овие обвинувања, прв слушам на што точно мислам. И на времето на СДСМ. Истите стадови сум ги имал јас. И секогаш сум кажал дека за жал ние имаме правосуден систем кој одма се кога ќе се смени власта, се преклонува кон власта. Одма се станува дел од власта. И за џаве зборуваме ние дека тоа е една од столбовите на една стабилна држава која треба да биде независна. Бидејќи по се изгледа е зависна, де факто е зависна, така ли? Се припојува кон било кое мнозинство кое ќе се формира. Ето, затоа имаме проблем. Знаете, ова недела како бомба, да речам, во јавност одекна тоа интервју на Мендух Тачи, во кое вели ги доведува во прашање тие принципи на Али Ахмети, дека борбата му е за албанците и за легитимитетот. Тврди тој дека знае луѓе кои како го молеле Мицкоски за да бидат дел од ова влад, дури без председател на собранието. Знаете ли вие нешто за ова? За ова мислам дека и Мицкоски имаше говорено претходно, но тогаш никој не го свати, Дуи демантира, но сега некако молчат. Знаете што? Јас знам тоа што господинот Тачи рапортираше пред нас. Ние имавме една комисија која се формираше за преговори со ВМРО-ДПМН, бидејќи кога зборувам за легитимитет, граѓаните ти има дадена обврска за да ги водиш 4 години. И нема никаква логика да земаш гласови
пратеници и после да не седнуваш да преговараш. Нели? Според тоа што господинот Тачи го имат кажено внатре во Европскиот фронт пред лидерите, јас сега знам тоа што тој го имат кажено. Дека кога се отварале овие теми, господинот Тачи им одговорил не никако. Без председател на собранието, ниту продолжуваат овие преговори. Нели? А имало преговори? Имаше преговори? Средба, да. Тоа, зато реков, ти реков дека комисија беше формирана, која предводеше господинот Тачи. Нели? Не, за ова не знаеме, бидејќи сами рековте Мицковски уште пред изборите кажа дека со Дуи нема шанси да коалицира. Тричлена комисија која беше формирана од страна на експоненти од Европскиот фронт, која се предводеше од господинот Тачи. И сега, тоа што после тој ни го кажа, беше дека седнавме, кога овие од ВМРО прашувале дали би стапиле во коалиција без председател на собрание, значи, не било толку тврда таа изјава на Мицковски дека никако со Дуи, бидејќи ако е никако со Дуи, не влегуваш ако во разговори, за тоа ме збунивте малку. Кога се случиле овие разговори? Тоа е вистината. Знаеме за тоа пред да се формира владата, пред да се избира премиер, пред да се промени законот за влада. За влада, така, за реорганизација на институцијата. Пред да се избира председателот на собранието. Тоа е единствена средба. И на ово нивно прашање од господин Тачи одговорил децидно не. И после се гледало кон другите и членови на комисијата, одговорот нивен бил господин Тачи ги води преговорите. Толку. Добро, ќе видиме што ќе каже, но вака прилично силно дека јас тоа го имам слушано од господинот Тачи. Тоа што знаеме е дека тогаш вие бевте против тој договор што го постигна после изборите, за да гласаат Дуи за двотретинско мнозинство да обезбедат. И ние не гласавме. Вие не гласавте, да. Што е за право вашата пратеничка група не го поддржа тоа. За возврат беше договорено да се формира комисија. Само дозволи ми малку. Не дека јас бев против. Бидејќи има право премиерот да има нова визија, да предложи нови министерства, делот дека овие министерства имаа за цел само за да им се земат надлежностите на тие министри што ќе бидат албанци, бидејќи сега имаш министр за економија, ама без делот на енергетика, бидејќи тоа му треба на Мицковски. Но не сакајќи да влегувам во овој дел, бидејќи ево, во некоја иднина ќе седнеш и ќе му го земаш енергетика на крајот на краиштата и ќе му го оставиш економија. Тоа е субјект на преговори како се прават. Јас бев за, ама со еден услов. Ако на мнозинството му требаат 80 пратеници, јас сум за принципот 80 за све. За сите отворени прашања кои ги има државата. Тоа беше мојот став тогаш. Тоа значи 80 за нов закон за владата, 80 за уставни измени. Така е. 80 за тргнување на дефиницијата на 20%. Во ист момент да се гласа за све. Така е. И ние денеска ќе бевме во многу подобра ситуација. И без услов за да бидеш дел од власта, бидејќи кога ќе се постигнат овие политички цели, како Европски фронт, кој излеговме пред граѓаните, дека ние сме направиле коалиција за да продолжи овој пат кон Западот. И одма од почеток би се реализирало тоа. Добро, и од позиција на опозиција може, да. Тоа се не мора да се седе секогаш во влада, да. Јас имам докажано во минатото дека од позиција сум постигнал политички цели. Добро, прашањето ми беше друго. На таа средба и за возврат беше договорено да се формира адхок комисија за правична застапеност во јавниот сектор.
треба да раководи таа Џафери со таа комисија. Ја немам слушнато во година и пол да има воопшто ниту една седница одржана таа комисија, а во меѓувреме многу се гласни и од ДУИ и генерално ви од Европскиот фронт за укинувањето на балансерот. Зошто таа комисија не заседава? Слушаме се. Јас уште тогаш кога се спомна оваа комисија бев многу скептичен и сум го кажал ова е ништо. И затоа јас не го гласав ниту законот и со тоа значи дека не ми значи ништо таа комисија. Зошто треба да се формира комисија која треба да ја следи правишната застапеност кога ние имаме народен правобранител, така ли? Ама не гласате за него. Што не гласаме? За предлогот да се избере народен правобранител. Ама зошто треба ние да гласаме? Па треба бадентерово мнозинство и се блокира изборот. Ама зошто ние треба да гласаме, не знам, желба на некоја политичка партија или на Христијан Мицковски или на неговите... Па ете албанец и тој. Ама чекај. Фатон Селјами. Ама чекај сега. И желбата на политичките партии кои го поддржуваат и го гледат и рапортираат секоја вечер тамо ако направат некој орел, нели? Негде. Бидејќи многу им е важно што ќе им каже шефот. Многу им е важно што ќе им каже шефот. И зашто треба ние само да прифатиме предлогот нив кога се знае, јас секогаш не го тврдам сегава. И 2011 кога бев пратеник, и тогаш имаше избор за народен правобранител. Јас секогаш сум рекол, народниот правобранител никако не треба да биде избиран од страна на владеачкото мнозинство. Тоа е од оние мали функции кој треба да биде независен. А ако не може да биде независен, треба да се избере од страна, предлогот треба да го дава опозицијата. Дека дава 1, 2, 3, 4 примери. Да, но и претходниот Насер Сибери ги избораше, власта го избираше. Ама затоа велам јас 2011 зборувам, ДУИ беше на власт. Да. Со тоа ви велам дека со ДУИ сум ја имала оваа дебата јас. И уште стојам до тоа. Политичките партии кои се во опозиција, дека се користи тој механизам за бадентеровото мнозинство за како политичка алатка. Ама и треба да се користи. Таа е за заштита како механизам замислена за заштита на правата на немнозинските заедници. Така. Се ако се предлага некој Фатон Селјами кој е албанец, ако има образование, ако е компетентен за таа функција. Знаете што, влегуваме од една тема до другата. Сега не знам, ниту го знам господинот кој е и не сакам да кажам некој лош. Да, ама вие сте против само заради тоа што не е ваш предлог. Не, јас не сум против, него сум за идејата дека опозицијата треба да дава предлог за таква позиција. Да, ама во моментов нема народен правобранител и нема кој да се грижи за правичната застапеност. Ама тоа прашање треба да се обрати до мнозинството, кои имат... Не можат сами да го изберат. Ама кој првото мнозинство, кој го има? Ние? Или не, мнозинство? Не, имат мнозинство, ама за да помине треба бадентерово. Значи, првата постапка е нивна. Да, после доаѓа нашата. Па затоа, јас не сум против, него сум за предлогот да биде од страна на опозиција. Добро, тоа е принципиелно и во ред. И не сега. Добро, окей. Уште од кога сум во политиката, ваквите ставови ги држам. Добро, нови избори ќе бидат локални за избор на градоначалници и советници, но вие ги представувате како референдум. Ова малку мене ми изгледа претенциозно. Што е целта на ова, еве да речам, преувеличување? Зошто е тоа референдум? Што би променило во ставот на Мицковски? Еве го слушнавме и викендов, кажа, значи нека не ги лажат луѓето гласачите, нема да има промена во власта и нема да има предвремени избори. Што може да се промени? Еве и да се остварат вашите најоптимистички очекувања и да победите убедливо над Вреди. Зависи кој дел од изјавата ја земате од страна на Мицковски. Изјавата кај што вика дека нема дури да биде дел од владата после избори и нема да има предвремени избори. Ама пред тоа, тој имаше и друга изјава, каде што вели дека мојата цел за овие локални избори е да ја расформам ДУИ. Има ли тој такво право? Па са политички, сака да ја порази, не знам зашто е спорно тоа се. Да ја расформи. Ја порази е друга работа. И не знам каде се соочува тој со ДУИ и неговата партија. Во град Скопје сам. Во Куманово имаме истакнато ние кандидат. И не знам сега во која друга општина. И јас не сум во позиција да ја бранам ДУИ.
него сум во позиција да бранам секоја политичка партија од албанскиот блок, кој некој ќе се дрзне од македонскиот блок да расформира или да формира политички партии. Неговата стратегија за да Искрено не све сум слушнал дека рекол така, но еве. да, така да не, тоа беше. Нема повеќе од 5-6 дена или недела дена. Неговата изјава и неговото начин на делување за да покрива сите политики кои се насочени против албанците, албанските граѓани, со она риториката дуи, не поминува. Не поминува. Видејќи, тој треба да знае. Ево во Струга, кандидатот на Дуили, Не е од вашата партија. така, Да. или? Па шо Доктор тогаш... Далипија, ако не се лажам. Да. Па шо тогаш се занимава дека тој во Струга преку поддршка некој си, не знам, најзависен кандидат. Не независен, него најзависен кандидат, што досега Струга имала, нели? Бидејќи независен кандидат кој трча пред избори да сече ленти кога се отварат делови од автопатот Кичево Скопје, не знам. Бизнисмени, са за мендичи разборувате, Чекај, многу бизнисмени имат во државата, нели? Тоа јасно покажува каде. И сега, каде ова сега намерата? Дуили е намерата или и Алијансата за албанците е намерата? Па вие сте на иста страна за да ги расформи. Ама не е тоа него. Правото за да расформи и да формира е на албанците во оваа држава. Кај албанскиот политички блок зборува. Да, рековте, споменавте, значи ВМРО нема своји кандидати Јас во Струга, нема. во Тетово, во Гостивар, во Чаир нема и јасно дава поддршка на кандидатите на Вреди, но има левица своји кандидати и сега Мицковски тоа го гледа па дека е фрлање гума за спасување на вашите кандидати. А ове што шо мислите фали? вие на Ама чија чекај, корист оди? пред да почнеш да се занимаваш со левица, треба да се занимаваш со твоите постапки што правиш, нели? Јас не можам да му се мешам на ниту било која политичка партија дали ќе има кандидат. Јас не можам да му се мешам на било кој граѓанин со овие смешни работи што се прават во последно време во оваа држава преку Уставниот суд, каде што се даде право со 2 подписи да бидеш и независен кандидат. Па вие пак повторно во собранието не гласавте за измените на изборниот законник. Не знам, бидејќи треба да седнеш и да преговараш, да бараш поддршка. Не да се однесуваш како ништо не значат овие кои се таму. Ние представуваме народ. Секој пратеник, поединечно, без да влезам на политичка партија, просечно представува 7.000 гласачи.